Или пък свири Бог, Филип, извинявай. Добър вечер и от мен. Не съм Киро. Доста често ни бъркат, както и да е. Малко трябваше на Спартак да вземе 3 точки днес. Господин Хаджиевски, какво бе това малко за вашия отбор? Защото в голяма част от мача водехте в резултата, играехте много добре, но все пак, вашето мнение за двубой? Прво разочарован сум многу, нормално. Мислам дека бевме многу близко до победа денеска. И се врнавме след 1-1, вкаравме гол и сега последните 2-3 минутки Шанде имаше 100% шанса исто за гол. Точно е дека второто полувреме Локо играше по-организирано, повеќе поврзани помеѓу себе, комбинации. Нормално е, поопитен одбор е. Ние сме одбор кој търсиме се уште, знаете колку нови човека има и колку ни липсват. Ние 3-4-5 човека немаме од овие кои што сега во списокот. Така да секоја смена во текот на играта е, како да кажам, можда ризична, можда добро, не можеш да знаеш кога не си пробал порано. А таква предност има Локо кој знаат всичките кои на која позиција имат 2-3 играчи променети. Мислам дека тука беше предноста и Спас Делев кој навистина екстра играч показа дека секој пат кога топката има дека е въпреки колку можеше Јанчев, не е негова позиција, го држеше добро, пробавме да затвориме десна страна, падна голот во средината, таму каде што последните мачеви сме најаки на централната позиција, таму падна голот. Двама нови с попадение днес, аплодисменти от феновете, всичко това кара ли ви да си вярвате още повече, че Спартак е на прав път? Нормално веруваме. Јас казав и после првиот мач со Черно море дека ние имаме сила да земеме уште точки, ќе земеме уште точки, така сме уште се трсиме како одбор, но има многу мотивација, има желание, видовте на овој тежок терен колку дадовме сили да играме и офанзивно, да имаме и гол шанси, да затвараме и тактически. Мислам дека не сме го показале најдоброто и во првиот дел од првенството почнавме така, некако со 3 равни. Ево сега второ ова. Многу сожалявам, че не победивме денеска, но нема какво друго. Ќе има многу мачеви последните наредниве 2 седмици. Брзо ќе се игра, треба да се готвиме, да се спремаме и со врштањето на травмираните фудбалисти, мислам дека ќе бидеме подобри. Повече късме следващи път. Благодаря. Мерси. Още един резултат.